Сега ќе видиме дел од нашата екипа на терен. Оние што не ги гледате на екраните, а тука се. А и оние кои што ги гледате на екраните, но во малку поинакво светло. Не мислиш веројатно на... Ми рекла дека го извадија тоа парче. Што извадија и дали извадија, видете и сами. Зашто баш ти ми треба, а нигде те нема секој ден, без тебе ми е казна голема. Што мислите, дека само вие сакате да пеете? Поздрав до шминкерката, Нехру, Иле, Гоце, пак Гоце, Игор, Тони и сите останати од екипата на Идол. Уште срцето ми нацрташе и вака се работи. Кандидат со посебни врски. Што значи тоа? Ви се пее? А појма немате од пеење. Јас сум само пример за тоа како не треба. Јас знам да пеам. Каква атмосфера. Кандидатите изгледаат како пред екзекуција. Никој не ми прави муабет. Очигледно ова е многу важен момент за секој од нив. 2-1-3-7-4-4. Ова е тоа. Нема бегање. И еве го моментот што го чекавте. Кандидатите се повторно на сцена. Но сега тие молчат, а судиите ќе зборуваат. Не би сакале да сте таму, од друга страна, ако немате храброст да бидете таму, немате да сте помислија дека ќе станете звезда. Да видиме кој ќе остане да стои цврсто на своите нозе до самиот крај. Дојде време да ве преполовиме. Ви честитам што работевте напорно и истовремено ви завидувам затоа што знам дека се дружите добро и дека некои од овие пријателства ќе останат вечни. Тоа сум сигурен. Може да почнеме? Од првиот ред. Број 1 и број 2. И број 5 и број 10. Од вториот ред. 5, 6, 7, 8, 9. Од третиот ред. 1, 10. И 2 и 5. И 7. Поделбата во вашата група е направена. Едни од вас си одат дома, едни остануваат. Но кој во која група припаѓа? Овие напред беа добри, добро пеат, но за наша среќа тие ќе мора да останат овде. Тие останува. Аплаузче за нивниот успех. И ние им честитаме. Но не беа сите задоволни. Сите. Овие месеци низ оваа врата излегуваат само насмеани лица. Поминатите одат најпрво на честитање кај Ивана, а потоа можат да се пофалат дома. Може би за вас, а на оваа врата се случува нешто потполно различно. Како го разбираат поразот? Довде да се стигне беше голем успех, зашто имаше многу јака конкуренција, стварно. Заслужив за излеза, морам да признам. Значи, не отпеав како што треба. Немој толку строго кон себе си. Не знам, според мене најдобрите луѓе, значи, не помина што треба да поминат и што требаше од нив еден да биде музички дел. Не зборам конкретно за мене, збораме пример за него, за Игор зборам што пее дечкото, Ласко Павароти имам, ме разбира да. Значи, искрено да, Македонија изгуби талент. Значи, јас се сметам како талент. Не, нормално. Па супер. За расплакав и јас глупости. Следната група е сама на сцената, но и тие нема да останат само во еден ред. 8 и 9. Но кој ред е победнички? Вие си одите дома. А вие останувате. Ивана веќе чека со спремна преградка. Ајде сега сите на славање, односно на спиење. Нема опуштање. Очекувавте ли? Ништо не очекував. А на друг излез? Па што отпаднавме. Нема место за разочарување. Овој настап мислам дека беше ужасен. Значи, добро одлучиле судиите.
Испадам затоа што немав доволно искуство, мислам дека ова е посериозен предизвик кој бара многу и знаење и способност да се издржим. Јас во моментов не го поседував тоа, но сепак едно огромно искуство што многу ќе ми значи. Здрави, ако им правите да води недел, ќе ви се пријавам. Не бев навигнат авторитети пред мене, Калиопи, Игор Джамбазов, не знаеш што ќе Тони Михајловски, не знаеш што ќе пукне. И добро беше. Во секој случај добро беше. Дај следна група. 10, 2, 6 и 4 и 3. Додека низ глава ви се врти прашањето ке го каже ли мојот број, паѓа од луката. Толку. Вие напред бевте добри и затоа вие останувате. Беа уморни за скокање од радост, но беа срекни, верувајте ни. Бевме таму, видовме. Благодарам за стрекер. Оваа група продолжува со комплиментите и кавалерството. Под емоции сум, супер беше. Да. Одлично беше. Со стрекер. Па да. Секој што има самодоверба, длабоко в тебе верува дека Билјана се обидуваше да каже што има, додека траеа овие честитки. ова е таа. Океј. А од другата страна беше потребна утеха. Значи сум сгрешил најмногу. Денес бев задоволен, али ет, жирито одлучува. Ти очекуваше да паднеш до мисли? Па 50. 2, 5, 9, 3 Уште некој? и 4. А кој си оди дома од нив? Вие, дечки, си одите дома. Повелете ваму. И додека тие излегуваа, оние што се куртулија во овој круг, си честитаа. Воздржано, знаат дека многу скоро може да се најдат меѓу испаднатите. Тука веќе заборавија на воздржаноста. Ова беше сосема друга атмосфера. Тажни лица и по некој нервозен. Иако не игнорираше, ние бевме упорни да ни каже зошто е луд. Највеќе сум си љут самиот на себе. Затоа што бев преморен и тоа што го дадов таму беше најкатастрофално од мене. Фана денеска подобра конкуренција имаше и затоа. Дефинитивно, значи конкуренцијата беше многу силна. Сепак тоа е тоа. Значи немаше полоши. Сите беа добри. Ќе треба да му честитаме тој што победи да ги поддржуваме кандидатите што остана. Джамбазов е во филм. Супер му стои улогава. И стапи напред. Нека застанат на буквите Т. До овде го чувствувам мирисот на неизвестноста. Вие, всушност, останувате. Благодарам. Вториот ред си оди дома. Дечки, среќно нека вие повелете од оваа страна. Како е на врвот таму, Джамбазов? Джамбазов знае дека на врвот е осамено. Кога испреќе кандидати дома, секогаш се во група. Вие што сте напред, не одите понатаму. Вие одите понатаму. И тогаш давате вакви изјави. Сите ве сакам. И ние тебе. Стварно секој. Израдувајте се, сами сте. Прегратки на сите страни. За честитање или за тешење. Истиот принцип за сите. Но никој од вас не знае кој ред е за што. Ние овде не ве делиме на подобри и на полоши, туку на среќни и помалку среќни. А ваквите мудрости не помагаат кога си одиш дома. Останатите продолжуваат да се борат за единственото нешто – македонски идол. Нова група на сцената. И тие се дојдени за резултатите. Не ме гледајте така, немојте да мислите сега, овој старецов малку ќе мрчи, што викаат младиве. 2, 4, 5, 6. Прво разделување на Лаура и Мики. Ова не изгледа добро. 9, 8, 10. Заре можно да ги разделат? Првиот ред си оди дома. Ви благодарам многу. Нема милост во овој бизнис.
Кој сака идната година е отворено. Веќе сте поискусни, идната година ќе ви биде многу полесно. Трите грации остана уште малку да се честитаат, а потоа ја изненадија Ивана. Се радуваше и таа со нив, додека на другата страна Квалитетна е. Тоа останува да ја поддржам. Јас таа е далеку поискусна од мене и тоа е тоа. Па, тие знаат најдобро дали ја волат. Јас сум емоционално и физички исцрпен и мислам дека одлуката е на место. наред е последната, но не и помалку важна група. И нив ќе им бидат објаснети правилата на игра. Некои од вас си одат дома, некои остануваат. Тие што се помлади, ќе се пријават идната година. Тие што се постари, ќе се пријавуваат на пензионерски фестивали. Уф, ова болеше. 1, 2, 8, 5, 6. Што е, Коста? Да не ти стана јасно нешто? Вториот ред си оди дома. Дечки, среќно нека ви е повелете од оваа страна. И еве кој излегува на среќната врата. На малото 14 години има. Игор вика кој ќе ги прочита, треба да излезат напред. И тие се тие кои повеќе им остане во сеќавање и излегува. Излегува онда, излегува друг, викаме сите одиме ќе отпаднем, излегувам и ја. Излегува и Бети, излегува Беше јас кој е 602 и 203. Знае веќе дека за африканци може само право. Но на оваа врата не беа за африканци. Знаем дека ќе нема да поминам, има уж многу голема трема. И не баш многу коректно, ви кажам право, ама одам тој таа. Кој губи има право да се лути, не, тоа е... Ни го зема зборот. Не сум разочаран, баш напротив, среќен сум, ќе си легнам сега, конечно, мирно. Крај. За прв ден театар. Аха, веќе знаете кои од кандидатите продолжуваат понатаму. А понатаму имаме нова шема. Нова шема, сега наместо десетки Имаме тројки. Така е, но да не ви откриваме се, тоа ќе можете да го дознаете со многу повеќе детали следната сабота. На истиот канал во истото време. Чао. Чао. Во следната емисија еве што ќе пеат девојките. А што момците? Не ова. Ова е само загревање за... Сакам кола од вина, али немам ни светлина. Мамо, спаси ме. Ова се само дел од кандидатите кои ќе бараат спас од жирито следната недела. Не пропуштајте. Мамо, спаси ме. Неправда, па тоа е неправда. Имаш ти, немам јас. Сите вие успеавте да се исконтролирате, да бидете своји и да ја барате својата среќа. Оние што ќе си заминат дома, да знаат дека веќе ја пронашле. Ја пронашле во првото издание на Македонскиот идол. И не е точно тоа што го зборуваат луѓето од мојата генерација дека вие сте промашена генерација. Тоа воопшто не е точно.